Центарот за развој на Североисточниот плански регион годинава реализираше проекти од две апликации за животна средина и за развој на туризмот, информираа денеска надлежните. Набавка на полуподземни контейнери, развој на регионални патишта до туристички цели, реконструкција на стари објекти, се дел од проектите со кои аплицираа општините од Североисточниот плански регион преку Центарот за развој. Годинава поради навремено необезбедени средства во буџетот за целосна реализација, дел од проектите ќе се дореализираат следната година. Најпрво согласно новиот правилник за неразвиеност, Североисточниот регион падна на второ место, тоа значи дека повеќе не е најнеразвиен. Најнеразвиен е сега Вардарскиот плански регион. Североисточниот регион со 15,4% од 17,6 падна на второто место, што значи успеавме да допринесеме за негов развој. За разлика од претходните години, оваа година се реализира проекти кои што се уште не се завршени поради проблемите со буџетот на Република Македонија, каде што не беа обезбедени доволно средства за реализација на сите проекти. Меѓутоа, со напорите кои што ги направи Министерството за локална самоуправа, се обезбедија средства, проектите продолжија и остана уште неколку активности кои што ќе се дореализираат до март следната година. Оваа година се аплицираше и се реализира проекти од две апликации. Едната апликација беше за животна средина, втората апликација за развој на туризмот. Во животна средина аплицираше општина Куманово со потребата за набавка на полуподземни контейнери и повеќе наменско транспортно возило за ѓП Водовод Куманово, а во апликацијата за туризам општина Кратово имаше барање за развој на патот до туристички локалитет во село Мождивњак, потоа Ранковце за село Опила, Паланка исто така имаше регионален пат кој што за пристап до туристички локалитети, додека Старо Нагоричане аплицираше со барање за туристички инфоцентар, тоест реконструкција на два стари објекти спроти општината во Старо Нагоричане, така да од овие проекти остана да се дореализира Старо Нагоричане и Ранковце поради проблемите кои што ги споменавме на почетокот на оваа изјава. Исто така, Североисточниот плански регион аплицираше на програмата ИПА Cross Border Бугарија со проектот заедно со општина Куманово Urban Green, разеленување на општина Куманово во ставката на животна средина, каде што општина Куманово ќе биде зазеленета во пределот од поток Серава, десната страна до кружниот ток, и од пазарчето на Октомврска револуција до кружниот ток, цела десна страна ќе биде зазеленета, ќе биде среден училишниот двор културно во економското училиште, како и десната страна, тоест дворот на училишниот дом професор Мијалковиќ од страна Бајрам Шабани, кој што е целосно гол и има потреба од дрворите. Реконструкција на територијалната противпожарна единица во Куманово, реконструкција на спортската сала на училиштата Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, но и дел од регионалните патишта во регионот, се проектите за кои што граѓаните на форумските сесии се изјаснија дека сакаат да бидат реализирани во 2025 година, но дали и кога ќе започне реализацијата, зависи од тоа колкави средства ќе бидат одвоени од буџетот. Во тоа спаѓа реконструкција на противпожарната станица во Куманово, реконструкција на спортската сала на Браќа и Крсте Мисирков од страна на општина Куманово, некои регионални патишта во регионот, меѓутоа се уште не се знае со колкави средства ќе располагаме следната година, за да може да гарантираме дека следната година ќе почне со реализација на тие проекти. Исто така, заборавив да напоменам предходно, во завршна фаза е реализација на проектот преку грантовата шема на владата на Швајцарија со Министерството за локална самоуправа за Fire Shield. Тоа е проект за ТПП Куманово и ТПП Ранковце, каде што се обезбедени 3 противпожарни возила за шумски
пожари, како и комплетна опрема за пожарникарите за шумски пожари. Реконструирани се гаражните врати на ТП Команова и обезбедена, изработена е и пуштена е пред една недела во употреба апликација за дојава на шумски пожари, која ќе биде достапна за граѓаните на Google Play и на Apple Store. Центарот за развој како правен субјект игра клучна улога во оформувањето на регионалната стратегија и спроведување на планските документи кои се однесуваат на регионалниот развој. Центарот активно се вклучува во искористување на развојните можности кои ги нудат предпристапните европски фондови ИПА со организирање на информативно-едукативни работилници за сите заинтересирани страни, како и со директно аплицирање со развојни проекти.